Во минатата 2020 година движењето беше ограничено со рестриктивни мерки, но движењето на планина дури беше и препорачливо. Голем број граѓани спасот од секојдневниот стрес го гледаат во планинарењето, а со оглед на појавата на пандемијата во минатата година, оваа активност стана уште повеќе практикувана. Од планинарскиот клуб Љуботен велат дека добро е што заинтересираноста кај луѓето за планинарство расте, но препорачуваат луѓето да се зачленуваат во планинарски клубови и да планинарат во организирани групи и со водичи. Препорака за тие што сакаат да одат на планина да бидат членови на некој било кој планинарски клуб, не мора да е, нели, ако се од Скопје, Тетово, да бидат било каде членови, затоа што кога си член некаде има ред и се знае како се движи планина. Така и ние од нашиот од планинарскиот клуб Љуботен оваа година активностите, нели, сме зборували тука дека имаме, нели, на локално, на државно и на интерно ниво. Ние сите активности ги направивме на интерно ниво. Значи, секој што си беше член на планинарски клуб Љуботен, во недела кога имавме активности, си ги држевме. Кога беа они строги заштити, тогаш не се движевме на планина, но нормално дека се движевме на планина, организиране на интерно ниво, согласно препораките кои што беа дадени од страна на државата. Јован Божиновски од ПК Љуботен додава дека во 2020-та не достигала масовноста на организираните тури, но сите планирани тури планинарскиот клуб ги реализирал, како на пример искачувањето на Титов врв со почитување на протоколите. Донесовме одлука доколку мерките прекинат, ние ќе си го организираме настанот и тогаш ќе се броje како организиран настан. Но доколку не, ние како членови на клубот ќе се искачиме, нели, интерно ќе се искачиме, колку бевме, 200 на луѓе бевме до врвот, но нема да го броиме како традиционално, затоа што, нели, целта на тоа традиционално искачување е да соберат луѓево и да дојдат. Традиционално на 2 јануари од клубот се искачуваат на Љуботен и ја отвараат сезоната за престојната нова година.